Здраво, ова е 398-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е If I Had Legs I'd Kick You од Мери Бронштейн, во кој станува збор за Линда, глумена од Роуз Бирн, која ја знаеме од Платоник, Insidious и Bridesmaids, која глуми жена која се движи по работ на нервен слом, справувајќи се со болеста на незината ќерка, отсутниот сопруг, исчезната личност и необичниот однос со незиниот терапевт, а при тоа обидувајќи се да балансира приватниот со професионалниот живот, додека се појавува дупка во покривот на домот во незапирлив распад, кој на најдобар начин ја отсликува хаотичната состојба на животот во кој се затекнуваме со Линда. Низа на фрустрации ја поматува психата на Линда, но сите имаат некаков удел во зголемувањето на амбисот во нејзиниот мозок, без разлика дали е соочувањето со престројувачот на автомобилите во училиштето, неслогата со терапевтот, исчезнувањето на мајката која го напушта нејзиното бебе и постојаниот притисок од достигнување на саканата тежина на ќерката, се претвора во своевиден невидлив часовник кој отчукува за здравјето на нејзиното дете, кои штом се насоберат една на друга, ќе ја натежнат браната на емоции и на крајот Линда едноставно ќе сака да избега од себе си барем за еден момент. Евидентен е крикот за помош затоа што сама не може да се снајде со овие ситуации кои го комплицираат нејзиното постоење. Па тука нејзините колеги, па дури и соседот ќе излезат пресред, но Линда не е во можност да ја изрази нејзината благодарност, туку продолжува да тоне во агонијата која ја оддалечува од себе си и исполнува со анксиозност, на која и нема крај, вовлекува во себе залажување и невистини, иако има Линда механизми за да ги осознае избориштата на проблемите, но справувањето со нив е нешто сосема друго. Продорот во дупката посипува малку надреализам кој се вбризга во секојдневието со звучен и визуелен дизајн. Низ овој физички теснец постоечки се трансформативни зони низ кои проникнува одек на спомени кои навираат кај Линда во таа секвенција на транспозиција на слики и неприлики, која секојдневно подлегнува на вртлогот на обземачка наезда, оддалечувајќи се од свесното јас насреде јаве, за да се протне низ овие хоризонти на јадежите и ѕвери во празно, без разлика дали е сама во просторијата или со некој кој залудно се обидува да го придобие нејзиното оддалечено внимание. Се сеќавате кога ви говорев за пукнатината од зидот на куќата Sentimental Value која го пленеше моето внимание? Па тука таа дупка е проширена и представува кратер од кој започнува потопот во животот. Занесот во овој отвор исто така ми беше аналоген и на очудувањето кое го еманираат диамантите во Uncut Gems на продуцентот на филмот, на режисерката. Впечатлива е и сцената во режисерката која свикува состанок со мајките, за да ја согледаме безцелноста од родителскиот состанок во кој се префрлува вината за неуспехот на родителот, каде си дозволува Бирн да канализира дел од тој потиснат гнев од абсурдите на постоењето. Не ја бирала Линда улогата во животот во овие околности, но сепак мора да ја преземе функцијата која ја има. Да може да ја прашаме Линда, таа сигурно не би сонувала за ваков живот со нанизот на проблеми. Одличен беше сценаристичкиот избор да не може да ја погледнеме ќерката на Линда, која само мистериозно ја наслушнуваме надвор од рамката на кадарот, не баре во прашање некаква мистериозна интубација за да се докаже спротивното во епилогот, држејќи се до крупниот план на Линда и непосредните објекти, во тие мигови на диверзија и да се соочиме со присуството на отсутниот сопруг во третиот чин, како два агенси со кои се збогатува финалето на творбата. Во минускулниот простор, одстапен за споредните улоги, може да ги воочиме и самата режисерка, потоа раперот A$AP Rocky, кој во последно време нареди неколку значајни споредни улоги, одсутниот Кристијан Слейтер и секако Конан О'Брајен. Комичар и ТВ водител кој го прифати предизвикот да преземе сериозна улога која ќе вроди со дополнителна конфронтација со протагонистката, за која сите би се согласиле дека со фуриозната изведба на Бирн овој филм ќе биде запаметен, бидејќи таа максимално ги искористи околностите и тегобите на ликот и ги акцентираше со нејзината изведба која секој момент изгледаше дека е вулкан кој ќе еруптира под катадневниот притисок.
Има неколку модерни филмови во кои ги гледаме предизвиците со кои секојдневно мора да се соочат мајките, кои на својот грб ги носат семејствата, одлични дела како A Thousand and One, Night Beach, Room, The Florida Project, Lady Bird, The Lost Daughter, Die My Love, па дури и класиката Alice Doesn't Live Here anymore од Скорсезе, може да го земеме како предвесник на овие тематски одредници и да знаеше Тайлер Пери да прави гледливи филмови, неговиот стро ќе беше пандан на филмот на Бронштейн, барем на хартија. Кинематографер е Кристофер Месина, кој беше камераман на браќата Савди и презема комплетна одговорност за изведбата на визуализацијата во проектот, снимајќи на 35 мм филмска лента, за да се долови саканата текстура на околината и го улови исцртувањето на неудобностите кои ги овозможува животот во агонија кај Линда, која е во постојан дисбаланс со просторот во кој се наоѓа, не оддалечувајќи се од нејзиното лице. Се наклонува повеќе кон синилото и зеленилото од палетата на боите и алармантното црвенило во просторијата на ќерката. Монтажерот на Ари Астер, Лусијан Џонстон, ги сошива сцените од секојдневието на Линда со помош на интердимензионалната јама на таванот, така што доловувањето на комплексната емоционална состојба на протагониската со помош на овие интервенции создава одличен приказ за градацијата при постигнување на дисбалансот на сите чинители кои содействуваат во прикажување на таа неудобност која ја ровари Линда. Така што Лусијан има важна улога за екстернализирање на иманентните јадежи на ликот низ целосното хаотично течение на делото пред да ја однесе матната во епилогот. Филмот нема класичен композитор, се брка натурализам и во музичкиот пристап, меѓутоа предимчи звучниот дизајн кој го работат Филипе Меседер и Руи Гарсија во овој филм, кој е доминантен во мистериозниот и трансцендентален отвор во покривот, со повремени изблици во тензичните сцени, односно во миговите кога Линда влегува или излегува во секојдневниот занес. Секако дека ова е ефективна алтернатива отколку филмовите од Блискиот Исток каде подреден е и дизајнот на звукот, но во овој филм се користи како потентно оружје за збогатување на аудиовизуелниот израз во отворбата и пред се засилување на атмосферата. Американската режисерка Мери Бронштейн доаѓа во филмскиот свет преку њујоршкиот независен филм, глумејќи во дебитанското долгометражно режисерско остварување Јист од 2008 година, во кое ликот кој глуми се справува со токсичното пријателство со ликот на Грета Гервиг, а браќата Сафти исто така се појавуваат пред камера во овој инди филм, прикажан на South by Southwest. Предходно пред камерата се појавува режисерката во култниот филм на незиниот сопруг Роналд Бернштейн, Фраунленд. Ја режираше и кратката комедија Round Town Girls во 2009 година, во која глумеше рамо до рамо со уште една њујоршка муза на независниот филм Еми Сајмиц. Минатата година го продуцираше и Night Always Comes. Тоа значи дека сурфајќи на бранот њујоршки независни остварувања, секогаш од неа мора да се очекува мамблкор издание во кое се вербализираат проблемите и избегнува нивното решавање, но со оглед на тоа што веќе ниту се тинејџери, ниту адолесценти, моментално ги интересираат проблемите на родителите и возрастните кои тешко се справуваат со животните предизвици и секојдневните препреки кои им го чинат мизерно битисувањето. Севкупното внимание во филмот го привлекува Роуз со незиниот перформанс и не остава дополнителен простор за останатите ликови, кои доаѓаат до израз во трагикомичен контекст, па затоа само таа е номинирана за награди, а не и останатите актери или техничка екипа, па ниту самиот филм нема толку признание колку што Роуз има со својот перформанс. Содржинската ентропија знае да иритира, но исто така доследно и да ја отслика кризата на идентитетот низ која поминува Линда, на која гледачите ќе бидат недолжни сведоци и ќе може да се тешат дека имало полош. Филмот ја имаше својата премиера на Санденс, а потоа се прикажа и на Берлинале, каде Бёрин освои сребрена мечка за најдобра главна улога, која исто така беше наградена за улогата на Palm Springs и Sitges, и филмот беше прикажан и на фестивалите во Карлови Вари, Telluride, Торонто, Fantastic Fest, Beyond Fest, New York, Rio, BFI, Трибека, Стокхолм, Атина и Љубљана, номиниран е за 1 Critics' Choice, 1 Сателит, 2 Independent Spirit и 4 Готами. Минатиот викенд освои Златен глобус за најдобра женска изведба во мюзикл или комедија, односно награди кои го слават постоењето на независниот филм, кој имаше среќа да ги придобие симпатиите на луѓето од A24, кои одлучија да го дистрибуираат, и Роуз е најголем адут на филмот во престојните награди.
Сите ликови во овој филм посакуваат да имаат доволно силни нозе, за да може да го клоцнат светот, да се оправи и започне да ротира како што треба, наместо животот несопирливо да истура лавина на ненадминливи препреки, кои ќе прераснат во фрустрации за доручек, ручек и вечера, а кога чашата е преполна, малку треба за да се истури. Ако морам да го евалуирам, тогаш if I had legs, I'll kick you, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 398-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!